Се проширува истрагата за поранишниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. По чешлањето на документите од истрагата со софтверот за МВР, обвинителството за организиран криминал и корупција почнува истрага против него и уште двајца за нови два случаи. Едниот за набавка на софтвер, а другиот за исплата на хонорари за авторски договори. Според информација од обвинителството, Рашковски со уште други две лица спровеле јавни набавки и го оштетили државниот буџет за повеќе од 6 милиони динари, а во другиот случај направиле исплата на хонорари за авторски договори со второосомничениот. Според обвинителството, при спроведување на јавна набавка, екс-генсекот заедно со останатите осомничени ја злоупотребил службената положба и ја спровел набавката. Без да се испочитуваат одредбите од Законот за јавни набавки, во втората половина на 2017 година, без проведена постапка за јавна набавка, првоосомничениот извршил плаќање по разни основи на правно лице, собственост на третоосомничениот во вкупен износ од 168.100 динари или 2720 евра, стои во соопштението од обвинителството. Според информациите од таму, Рашковски заедно со останатите осомничени од мај 2019 до февруари 2021 ја искористил државната позиција и исклучил два авторски договори за кои на месечно ниво на второосомничениот му били исплаќени по 80.000 динари. Парите биле делени во сооднос 5:3 во корист на второосомничениот, а Рашковски за себе прибавил вкупно 590.000 динари. Рашковски веќе е во притвор со уште тројца други за набавката на сообраќајниот софтвер за МВР, кој го спроведе без ничие знаење, без потреба на институциите. Заедно со отварањето на двата случаја, обвинителството бара и продолжување на притворот за Драги Рашковски и останатите осомничени за набавката на сообраќајниот софтвер.